во студиото на Здраво Македонија. По 9 часот се дружиме со доктор Маријана Манеска, специјализант по кардиологија, актерот Стефан Спасов и пејачот Павле Камиловски. Останете со нас до 11 часот. Девет часот и 10 минути. Велам повторно добро утро за сите вас кои што можеби подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и верувам дека ќе останете со нас до самиот крај, бидејќи имаме убаво понеделничко издание на Здраво Македонија. Убави гости овде во студиото, многу убава енергија која што ќе се обидеме да ја пренесеме и пред малите екрани. Ова утро со мене ќе биде мојата драга колешка Александра. Александра, официјално добро утро и како си? Добро утро, Цеца, за тебе, добро утро и за гледачите. Навистина одлично, имав извонреден различен викенд од секојдневието. Почнуваме еден нов месец, нова недела и верувам дека ќе внесеме нова енергија која ќе го задржи вашето внимание од почеток до крај, но како што е редот да се ги поздравиме гостите. Да ги поздравиме уште еднаш што туку не стигна во студиото, да не речам пред половина минута, Павле Камиловски. Отида до дома само да се пресоблече бидејќи вчера беше во Канал 5. Добро утро и добре не дојдеш. Добро утро, добро ви најдов. Како си? Што се случува низ градот, зошто доцниш? Знаеш како, обично доцнам. А ти си од тие? Да, јас сум од тие. Има една статија која што вела дека човек што доцни е обично или поуспешен или порелаксиран во животот. Се извади, се попали, супер. Две деца, дури да се средиме, дури да се, знаеш како е. Да. И меѓутоа се потрудев, ете. Поминав на 2 црвени, кажувам за да стигнам на време. Не знам дали да кажам фала, ама добро. Да, во секој случај ти благодарам што ја прифати поканата, често си во Канал 5, допрва ќе бидеш, имаш и убав повод за тоа и допрва ќе зборувам. Веднаш до тебе ни е доктор Маријана Манеска. Добро утро и за вас. Прв пат во Здраво Македонија, добро дојдовте. Да, добро утро. Јас обично сум секогаш на време. Како права девица? Да, точно така. Иначе јас сум девица во месечина. Добро. Ќе отвориме последна натална карта да видиме како ни се за месецов наредени. Може. Да, точно така. Јас сум доктор Маријана Манеска, специјализант во областа на кардиологијата. Специјализацијата ја обавувам на Универзитетската клиника по кардиологија во Скопје и денес со задоволство ќе разговарам не само за медицината, туку и за се она што еден доктор го прави човек и обратно. Да, како се грижите за вашето срце, на пример. Ете, по повод вашето гостување, моите обетки се во форма на срце, сосема можеби случајно или не. Случајно или не? Не знам, ќе оставиме. Да. И веднаш до вас ние Стефан Спасов. Добро утро и добре ни дојдовте прв пат во ваков формат во Здраво Македонија. Добро утро и фала на поканата. Убави работи се случуваат и во твојот живот. Јас вака на ти мислам дека сме тука генерација, не мени природно да ти пресирам, се надевам нема да се навредиш, почита се разбира дека има. Кажа Александра, денеска ни односно веќе ни е 2 јуни, па јас сакам да ве прашам како го испративте мај. Павле? Ево Павле ќе почнеме, да. Да го расуниме малку сега дојде чека. Мај месец беше доста динамичен за мене. Во однос на имаше неколку настапи. Стартувавме сезона горе во хотел Лена во Галичник. Се соочивме со неколку предизвици во однос на патот. Но прекрасен е патот, Павле, ќе се запрашаме дали ќе стигнеме на галичка свадба, така? Прекрасен е патот. Дали си била ти во Галичник сега да? Се шегувам, вашата сестра имаше објавено, реобјавено нешто што малку од медиумите напиша. Патот е речиси срушен заради водата која што надоаѓа во овој период од годината, но мислам дека ова е само последица на долготрајна негрижа за истиот. Се согласувам. Така да, не е нешто ново, но јас се надевам и упатуваме апел и до градоначалникот на општина Маврово и Ростуша дека не е само патот кој што треба да биде одлика за локација каде што колку туристи доаѓаат, особено на галичката свадба. Па не е само галичката свадба, доаѓаат во текот на цело, во текот на цело лето има преплаване, мислам, местото со туристи, особено за викендите, пошто луѓето секогаш си сакаат да си направат оддишки, да избегаат од топлите градови, па да се качат горе на планина. Да откриеме малку повеќе. Тоа ви е семеен бизнис, каде што вашата сестра е главен шеф, вашите мајка и татко се итекако вклучени во истото, така да некако сите сте таму. Да, сите сме на куп и секој си има своја улога и задача во која е вашата улога? Да се распеете, да ги раздвижите гостите или да послужите? Или социјалните мрежи? Не, јас готвам. Одлично. Да, готвам и излагам на маса на луѓето, ке целата фрла ми почнува да пеам. Слушал, не го правам тоа. Али готвам, се грижам за гостите од малце поинаква перспектива. Само да видам дракче да не ми пишала не добро уште. Кој е специјалитетот тоа кој што може да го пробаат гостите од рацата на Павле Камиловски?
Види, во кујна све се готви, односно готвам се. Се прави јагнешко шкето, се прави добри салати, селско месо, скарабова, има од се по нешто и за сечи вкус. Нели? Така, Неда е позната како чувар на традицијата на македонските јадења. Така е, точно. И доаѓаат луѓе ширум Македонија за да го посетат и Галичника и да се качат во Неда и да касат нешто од специјалитетите, така да се грижиме и настојуваме да биде секако што треба во хотелот. Сека често и јас се надевам дека следната средба патот ќе биде навистина како што треба да биде и како што ликува. Верувам. Надлежните колку толку има више слух. Мислам дека од теков на оваа недела ќе почне да се следува колку толку патот, да се најде некое соодветно решение, односно моментално решение, не долготрајно, али сепак за да се помогне, нели, да можат туристите да си доаѓаат без проблеми и да нема пречки на самиот пат. Да се вратиме на првото прашање, пошто ќе го паметите Мај. Упс, вистина добро. Да. Без грижа се Ќе преснимаме, не се секирете, докторка. Повелете. Исто така како многу зафатен месец со многу обврски, едукации, професионални ангажмани. Работно. Баш работно. И едва чекав да дојде јуни, кога на сите кажав малце да одморам, се јавивте вие. Нема одмор. Месецот почнува работно, значи. И Мај го испративте работно и овој ви почнува така. Така. Но ако треба да има работа, само да биде добро. Така. Да. Стефан, многу работи се случуваат во твојот живот, во мај особено се случија, повели? Веројатно, да. Да, две представи работев во МНТ. Сега завршивме на 30 мај завршив. Со едната, другата малце порано заврши. Снимав реклама некоја и ете го запечатив така со тоа што вчера ми беше роден ден. Стварно, среќен роден ден. Јас се извинувам, не знаев. Среќен роден ден. Се надам дека убаво си го помина. Да, во ред. Нормално. Во ред. Да. Да, бе, убаво беше. Се во ред, во ред. Да, се е во ред. Имавте принова во вашето семејство. Да. Сега си Ке не разберат погрешно. Братот на Стефан доби второ дете, Зои. Дали успеа да се запознаеш со? Да, успеав и тоа пред не знам пред колку дена точно, ама пред оден денот? Да, ја видов. Да, ја видов Зои. Супер е, жива здрава да си е. Кога веќе го споминавме семејството, со кого повеќе ве споредуваат, со брат ви или со таткото? Па татко ми веројатно, да, со татко ми. Да? Да. И личите? И од режијата со татко ми е. Да, Павле, да се префрлиме на она за што си денеска тука, тоа е Малина, ново музичко парче во соработка со Ксенија Николова, Наташа Миха, Дамир Пух. Необичен наслов. Има ли символика? Да, дека сум алергичен на јагода. Се шал. Нема некој посебен, не знам, како што кажат, и не е нешто конкретно се ајде към Малина ќе крстиме песна поради тоа и тоа, него едноставно најверојатно така и дојде на Ксенија, мене ме бендиса. Да, текстот е на Ксенија Николова, така. Во последно време се повеќе се опушта, ајде да кажам, и пишува текстови. И драго ми е за тоа. Да, се согласувам. Она више 3 текста до сега има направено, ама има направено и доста текстови за други артисти. Така, во последно време е доста активно. Да, точно се согласувам. И супер е прифатена за сега песната, ме бендисува како котира на некој начин, нели, по радија и еве, доста сум често во вашата телевизија. За некој ден повторно ќе бидам пак во Канал 5 да пробирам песната. Така да, задоволен сум сега за сега како се одвиваат работите. Кои се коментарите? Се разликуваат ли од другите песни? Има доста позитивни коментари. За сега некоја критика нема дојдено, најверојатно луѓето кријат, не сакаат да ми кажат критика, окей, нека е така. Да, и јас не можев да најдам критика, иако секогаш што ме интересира да ги прочитав сите коментари и на Facebook, и на Instagram, и на YouTube, не успеав да најдам, освен браво, господи. Да. И малце ми е чудно, али окей, супер, че ме така, знаеш. Значи дека е добро. Иако никогаш е добро дојде на критика, нели? Апсолутно. Особено ако е конструктивна. Да, се согласувам. Ме интересира каква е поддршката од колегите. Има ли суета? Види, нормално е да се јавува суета. Добре, мислев ке бидеш многу коректен. Не, нормално е да се јавува суета, затоа што секој на некој начин се труди да стави свој печат, секој на некој начин се труди да биде, нели, свој автентичен и така натаму. Да. И
ако е нешто добро, значи треба да се каже дека е добро. Ако нешто не е окей и таа конструктивна критика како што кажа ти, треба да се каже, нели? Дека ова не ти е добро пријателе, ти го кажувам најдобронамерно, нели? Ако сме сега веќе колеги, јас ќе ти И го потам. зошто не е добро? Извини што Се разбира. Затоа е конструктивна критика, Апсолутно, апсолутно. Е сега Со некоја насока нели како да се подобриш можеби. знаеш како убаво е кога има критики, убаво е кога се споделуваат на некој начин негативните работи, затоа што само така ние можеме да пораснеме, нели? Да. Но сепак убаво е кога нештото е добро да се каже дека е добро да му се дае на човек, знаеш, малце ветер во грб, во грбот за да продолжи понатаму да твори, да креира или што и дае. Кој ти е можеби најголема поддршка од домашната сцена? Па знаеш како јас со секој еден сум коректен, со секој на некој начин сум пријателски настроен. Да, апсолутно, пријателски настроен, меѓутоа ќе ги издвојам. Ето со Александар Тарабунов дружиме и се почитуваме, се сакаме. Израснати сме во исто мало. Има кој се тука Жарко Димовски ни замина во Белград, со него знаевме да седнеме. Да, Жарко никако не можеме да го погодиме да не дојде во студио, цело време Така. не е тука. Да. Ама може со врски нешто да направиме, Може, друг. како не. Понуди. Не можам сега да се сетам, Не, добро, во ред. него нека не ми замери некој ако не го спомнам. Убаво е сите да ви даваат поддршка и убаво е да се споменат многу имиња, па да не навредиме никого да се Апсолутно, заборавиме. да. Се префрлиме малку на докторката. Доктор Манеска, верувам дека е предизвик да се работи и твори во Македонија, особено во вашата професија. Но што најмногу ве задржа да сепак останете во Македонија? Затоа што свесни сме на огромниот одлив на медицински кадар надвор од нашите граници. Па Така. зашто сте вие тука? Да дадеме малку позитивен. Зошто сум тука? Па да, затоа што сакав да останам и да работам тука, да придонесам за здравството во Македонија. Патот е напорен и тежок и самата медицина е захтевна, напорна и тешка, меѓутоа останав тука и секој позитивен фидбек од што го добивам од пациентите, дури еден пациент во денот да си отиде подобар од како што дошол кај нас, ни дава знак дека вреди да се работи. Зошто токму кардиологијата? Зошто токму кардиологијата? Општо медицината ми беше не да избор, него повик. Од секогаш сум била фасцинирана од анатомијата на човековото тело. А зошто кардиологијата? Затоа што срцето од секогаш го издвојував како орган кој исто така многу ме фасцинира, затоа што е символ за нешто што работи непрестајно, нешто што работи постојано, не се уморува се до последниот ден од нашиот живот. И од мали нозе знаев дека го обожавам срцето, дури го цртав многу пати како мала. Да, и така. Одлично. Да, мене ме интересира како е да се биде докторка помеѓу балерините или балерина помеѓу докторките. Докторка помеѓу балерините повеќе, затоа што да, не се занимавам професионално со балет. Сакате да заиграте нешто, имаме тука. Колку толку место. Може. Меѓутоа го користам слободното време да практикувам балет секако со професионална балерина од НОП. И тоа ми е некако пауза во животот, затоа што во моментот телото се движи, ама срцето мирува. И има многу сличности меѓу балетот и медицината. Например, и во балетот и во медицината треба истрајност, треба внатрешна контрола, исто како во медицината за многу интервенции што треба да си под контрола, така и во балетот треба стабилност, истрајност и баланс и секако многу нежност. Има многу емоција во балетот. Да, одлично. Имаме уште прашање за вас, но да продолжиме малку и со Стефан. Раскажи ни малку повеќе за твојата прва главна улога во филмот Уби ги прво децата. Како ја доби улогата и мислам дека ти беа потребни 7-8 дена за подготовка? Точно мислам дека ти беа потребни толку имаше време. Да, толку има време. Да, тоа ми е прва главна улога на долгометражен филм. Честитки најпрво. Фала многу. И бев во Амстердам тогаш, баш тој период и ми се јавија, друг ја доби улогата, друго дете ја доби улогата, кој не е глумец. И ми се јавија после 7 дена пред снимање нешто така, како Стефан се откажа тој глумец, мислам да, тој човек, дали би сакал да ја прифатиш улогата? Мислам секако. Дека сакам. Како успеа да се спремиш за толку кратко време? Епа, Како професионален актер и некој кој што образованието го посветил, мислам дека било едноставно. па Стефан? да, мислам ми Баш беше трудно.
Па не, беше едноставно стварно бидејќи многу поприродно си дојде. Знаеш, онака баш природно, не знам. Тоа Како се најде во целото тоа ново поглавје во твојот живот? Супер, одлично. Ја едва чекам тоа да ми се случи. Да. И за жал кај нас ретко се случува. Ете, јас сум еден од тие што ми се посрекило, можеби. Да кажам така. Можеме ли малку да објасниме што се случува во филмот и зошто е насловот Уби ги прво децата? Тие деца влегуваат во еден криминален свет, не секајки. Тоа се случува, тоа е акција комедија е филмот. Бидејќи не звучи така, затоа и прашувам. Да, тоа имавме муабет и со режисерот и со сите на сет и општо со сите луѓе истото го зборуваат дека малце насловот не е толку вкусен и дека на некој ќе го заинтересира што се случува. И кајмак не е толку вкусен насловот, но... Да, ама кајмакот е вкусен. Така. Да. Во Македонија убаво се игра со зборовите, доколку знаеш и умееш тоа да го направиш, а кај нас режисерите и како умеат. Да, ама немаме добри играчи за да ја играат. Зошто немаме толку добри играчи? Пошто ако се вика филмот Уби ги прво децата, не значи дека е вистина да ги убиеме прво децата. Туку тоа е филм што треба да се погледне и да видиш зошто се вика така филмот. Мислам, филмот е акција, комедија, како што реков. Па да, секако. Мислам, прво гледајте па коментирајте зошто е така. Сега има филмови светски, иако се светски, сега да не спомнувам имиња, има секакви имиња на филмови. Така да... Да. И тоа е, небитно, веројатно, како и за човек. Душата друго кажува, името е друго. Суштината. Може да те зезнале од мал, ама може да си супер. Трпана, например, трпана или некој старо македонско име. Да не кажуваме се, али да не тоа е, да не навредиме. Да, сега ме те прашам колку имаше влијание изборот на твојата професија татко ти во случајов? Воопшто. Воопшто? Да. Па од кога сум роден, мислам дека сакам да бидам глумец. Не знам што би бил друго. Значи нема план Б? Не би бил балерина? Не би бил. Не би бил. Балета? Не би бил. Да, глумец мислам дека тоа е нешто најдобро што можам да го работам. Да, со Павле спомнавме нешто за конкуренцијата. Вие во вашиот дом сте конкуренција. Сте во 3 различни театри. Како функционирате и какви совети си давате меѓу себе? Па не ја гледам баш како конкуренција, верувам многу во себе. Верувам многу во себе, така да не може ништо да ми пречи и попречи на патот. И што ме праша, извини, друго? Прашав како си помагате, кои се советите кои што си ги давате меѓу себе? Па си даваме совети општо и имаме еден... Ти како најмалвака учиш, предпоставувам, повеќе или можеби они од тебе? Па мислам дека секој од секого. Пошто глумата е таква што секој има нешто што да каже и секој има свој начин на работа, секој чувствува различно. Да. И секој може да те надополни на свој начин на изразување. На свој начин, да. Доктор Манеска, од кого вие учевте? Кој ви беше поттик за да сте она што сте денес? Јас бев самата себе си бев поттик. Да, токму така, јас немам во фамилијата доктори. Колку е потешко во семејство каде што не доаѓате од семејство каде има лекари да станете она што сте денес? Од искуство многу е потежок патот, меѓутоа ето како што претходно спомнав, медицината ми беше од секогаш желба и како што Стефан спомна, не знам што друго би била. Иако знам колку тежок пат поминав, кога би ме вратиле назад во времето, пак би го избрала тоа. И задоволство ми представува ден денес кога пораснав и кога станав навистина тоа што сакав да видам и што можам да го вратам ритмот на животот кај еден човек, ми представува стварно задоволство. Се сеќавате ли на ден кога сте помогнале некому и сте му го вратиле буквално животот, кога тој ден ви бил мотив повеќе да го работите, она што секојдневно го работите? Да, па многу често се случува тоа, затоа што имам можност да работам во ургентен центар, да гледам ургентни состојби и баш конкретно да спасам живот. Тоа е многу често, да не речам секојдневно. Живееме брз, стресен живот, каде што секојдневно се бориме со деновите кои се пред нас. Па кој е најголемиот, уништувач, условно кажано, на срцето? Што најмногу ни штети? Кафето кое што го пиеме наутро, цигарите кои што некако се дел од секојдневието на многу македонски граѓани, или кој е она што го правиме секојдневно како навика, а не ни знаеме дека може да штети на долг рок? Па,
Кардиоваскуларните заболувања се склоп на фактори, значи етиологијата е мултифакториелна, не може да се издвои кафето, пример јас пијам многу кафе. Добро, значи да ги смириме граѓаните. Да, меѓутоа би го издвоила стресот, точно на брзо живење, тоа што немаме време да одмориме, се нервираме за, да не речем, и небитни работи. Стресот најмногу влијае на кардиоваскуларното здравје. Меѓу другите фактори, како цигарите, кафето, масната храна, нездрав начин на живот, нездрава храна и сето тоа. Да. Павле, Стефан, како вие се справувате со стресот со Стефан? Како Павле ти со Стефан? Преку мене. Павле со две деца по дома, верувам дека стресот е дел од секојдневието. Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа и исто така нема и пубава работа на светот за мене. Се согласувам. Да. Но сепак живееме динамичен живот, како што кажа докторка, стресот е најголем причинител за кардиоваскуларните заболувања. Се согласувам скоро. Затоа што ја лично го имам почувствувано тоа и искусено. Така да стресот пробувам да го елиминирам со спорт, со искачување на водно, со готвење. Со готвење, секогаш кога пеам, излага се од мене. Значи тоа е на некој начин моето бегство од секојдневието што секој еден човек се справува со истото. Така да секогаш гледам и настојувам да бидам што е можно така. Знаеш како кога си присутен и кога си приземен по однос на било која ситуација и начинот на како ти реагираш во истата таа ситуација е многу побитно него ли што и да се случува околу тебе, нели? Да. Што и да е, може да помине. Меѓутоа начинот на кој што ние реагираме е најбитен во моментот. Е клучно, да. Работите се тука за да се случат. Да ги дочекаме и да ги испратиме. Апсолутно. Значи не да кажеш зашто мене баш ми се случува оваа работа, си кажеш тај да пробам оваа работа што ми се случува и што ми се нуди сега на патов, па да видам како јас ќе реагирам на истата. Убаво кажано, убав совет. Да, благодарам. Стефан, вие помладите како се справувате со стрес? Па јас да, стварно. Не, стварно немам стресови во животот. Се трудам да целиот мој живот на 27 години. 8 од вчера. Од вчера 20. Да. А не, целиот мој живот буквално сум се трудел да немам стресови и да живеам среќен и убав живот. Можам да кажам дека во последниве година-две почнав да се нервирам. Животот е убав, не знам, џабе и театарска представа. Да. Прекрасен, љубов, прекрасен. Да, ама добро, ајде сега да не навлагаме таму. Ќе навлизаме само ти заврши. Ваш. И не знам, не се стресирам. Одбирам да не се стресирам. И нема побаво тоа да ти кажам. Па стварно. Не знам како да кажам. Како го поминуваш слободното време? Како правиш тоа? Ќе ти кажам. Може јавно да не кажеш. Не бе, многу е просто. Ајде. Значи ептен е просто. Ние ги комплицираме работите. Еве, не се замарајте, уживајте во животот, не ги премислувајте многу работите, Осмица е твоја. Осмица е моја. Се е многу нормално што и да се случи, се е многу нормално во животот. Бидете човек пред се, гледајте ги работите од човечки аспект, буквално јас тоа го кажувам дека единствената работа на човекот е да биде човек, а човекот заборавил да биде човек. Прекрасно. Следните локални избори Стефан Пасов во окружјата број 3. Сакам да кажам за повеќе совети следете го на Инстаграм, но немаш социјални мрежи. Немам социјални мрежи, па некако не ме занима кој што како прави, што јаде, кај му е куќето на шишање и што прават и како прават. Си уживам во својот живот, веројатно ете и тоа е еден од рецептите. Така е, тоа е еден од рецептите да имаш убав живот. Например, мене исто многу ми пречи и ме нервира кога ќе видам некој пријател мој, еве што ми е близок, седиме на маса, не знам сега како да кажам, еве безкршен денар, а сликата на Инстаграм му е со саатот, со ова, со тоа и не можам, ми се повраќа, еве вака да кажам. Не можам да ги гледам. Многу мудро за многу млад човек и секоја чест што си одолеал од пороците на денешното време. Значи TikTok, Instagram, Facebook, секоја чест буквално се пороци каде што мислам дека младите не ни комуницираат меѓу себе, напротив секој се седи и гледа во својот мобилен телефон. И тоа, да, јас на пример кога сакам нешто да добиам, например, барам телефонски број. Не барам Инстаграм или нешто такво. Јас барам Вибер.
Аха, па бројот Дозволи? пак ти Да, треба. повторниот број. пак ти треба, супер. И што сакам друго да кажам? Тоа, ако ми текне ќе ви Многу кажам. мудрост на свои 27 Да. години. Докторки, имате ли вие некоја ваша мудрост која ве води низ животот и секогаш вие поттик да си ја помислите мислата која што некако прави да ги заборавите сите проблеми, приватно или професионално? Да, мудрост. Па еве Осмица е ваша. добро. Не, моја е. Слободно Ќе се можеш. стараме сега. Можеш слободно, не Да може. ја користам. Јас ќе препорачам на помлади колеги што сакаат да бидат доктори, да не брзаат со успехот. Успехот ќе си дојде покасно, за жал, во нашата професија тоа е така. Се во свое време и јас имам исто така една многу добра мисла во однос на се или ништо. Секогаш има нијанси. Нема се или ништо, има нијанси на се или ништо, Одма така ќе ми што дојде, има многу нијанси на сиво, ама. да, Не е таков терминот. Александра денес во елемент понеделнички. Да. А инаку стресот го минимизирам, мислам дека ние докторите мораме да имаме вентилација. За мене тоа е, еве тука ќе се најдеме со соговорниците, уметничката вентилација. Сакам да го практикувам балетот во слободно време, да посетам представа, опера, некоја театар. Концерт, да не се навреди Павле. Концерт, точно така. Споминавте вентилацијата, која беше проблем на нашите клиники, но да ги тргнеме проблемите на страна. Се е прекрасно. Животот е прекрасен. Животот е прекрасен. Павле, Ја гледам нова Александра, ти кажам искрено, ми се допаѓа оваа Александра што е. благодарам. Да, дефинитивно. Видите, 40 ми е на врата, Павле, морам Така? да се сменам, да. Знаеш како? Ја и ти мислам дека се знае. многу бевме како се вика, големи, кога бевме на 25-6 години, 27-8. Да, Нели? да. Без стрес. Зрели. Да. Многу големи. Сакаме да бидеме големи. Така? И сте дефинитивно. Ама сега, Да, се имам знаеш неколку како? прашања за тебе, само Павле заврши. За Нема мудростите врска, тоа. зборувавме. Само да се надоврзам Секако. на мојабетот и на твојата моментална природа која што ја гледам, што мене ми се допаѓа искрено. Да, дека е со мене, затоа. Неверојатно. Да се вратиме повторно на тебе. Твојата мудрост на животот која што те прави да полесно ги минеш проблемите, предизвиците, многу професии, промени, за конечно да го работиш она во кое што уживаш. Да, баш така. Пред се човек треба да биде реален сам со себе. Да биде искрен сам со себе. Да види зашто е дојден на овој свет. За да види зашто и какво му е секојдневието, нели? Од кога ќе пронајде тоа што вистински е за него и зашто е дојден на овој свет, да едноставно се вложи 100% себе си во истата таа работа што ја прави, знаеш, затоа што само така човек на некој начин може да биде успешен во истата. Она што баш како што кажа, ја променив доста професии, работев матене све и свашта сум работел во животот. Чак во еден период ме вика луѓе, бе, чекај сега те гледаме овдека, те гледаме на оваа позиција. Па викам, од каде да знаеш, може имаме некој тезга на Битпазар, продавам типари патежи. Супер, Треба да проверим. па баш убаво. Да, така да мојата амбиција била доста голема уште од дете, знаеш, за успех. Меѓутоа, сега доаѓам до еден степен на мудрост каде што сега се чувствувам се уште млад, а више мудроста доаѓа на пиедестал на некој начин. И мислам дека може да се направи слободно онаква една дистинција помеѓу тоа што е добро за тебе и тоа што не е добро за тебе. Интуицијата да си ја слушаш така, да можеш да предвидиш одзелени работи кои што знаеш, често пати знаеме ние да кажеме како не си ја послушав интуицијата, не си направил нешто што ти кажувала интуицијата и срцето и душата или телото и што и да е. Така да дефинитивно човек треба биде пред се приземен и свесен. Знаеш, и во истиот овој момент сега што му се случува за да може да донесе правилна одлука на некој начин. На Скопје ни им подаривте многу бави концерти на многу бави локации, одамна ги немало истите. Зошто? Последен концерт, официјален концерт што го направи беше пред 2 години во Македонскиот народен театар, пред новогодишниот концерт. Лани не стигнавме да реализираме исто така пред новогодишен концерт. Може би спремаш албум? Дали тоа имаме ексклузива? Па, Да ти наметнав албум да Не, излезе. работиме на случајот, така да верувам дека и тоа ќе дојде набрзо.
Но, ете, во теков на оваа година верувам дека исто така ќе успееме да реализираме концерт. Скоро минута-две до крајот на овој дел, би сакал ли да се распееш вака утрински, Павле, нешто да... Плюс каснеша. Да те распееме вака утрински на нашата публика, на гледачите кои се секојдневно со Утринска здрава Македонија, да утрото го започнат ете. Обожавам да пеам у 9 сат со беле. Не, 9:40. 9:40, ајде, окей. Што сакате да пеам? Нешто што ти е драго тебе. Каква топлина душа опива, та твоја насмевка не се копира, сонцето не допира, не кем ништо друго, само знак. Слушаш ли, Цеце? Твојот поглед мам, пеперутки во стомак се заиграле во бал, како да ти прозборам. Парарарарам пам пам пам, да ти кажам дека ти си та, што ќе и пеам, што ќе ја смеам, што ќе ја љубам, ќе ја мазам, пазам, ќе ја греам, долго го чекав овој час. За да ти раскажам за нас. 9:40 ќе љубам, мазам, пазам. Прекрасно започнато. Има ли хубаво тоа, така да го започнеш денот? Никако нема. Утринска таква гимнастика, нели? Такво утро од никако. Појавивам билена македонска песна, докторка. Павле Камиловски мора сега веднаш да Универзумот си работи за нас. Кажете си. Па не можам да изберам. Малина му е нова. Добро, ќе ја слушнеме. Ќе слушаме се. Да. Претпоставам ќе. Да, се разбира. На крајот на гостувањето имаме време. Не можете да издвоите? Да, би сакала да ја слушнам Малина. Аха, добро. Океј, потенцијална нова омилена македонска песна. Потенцијално, да. Стефан? Не можам да издвојам, ама еве сега во Од последно Таци време ја Александар, слушам, не, ја слушам од Зорица Попанкова, го слушам твојот глас. Прекрасно, И браво. Зорица ми е ептен мангуп, ептен е фраерка, шизика дефинитивно. и многу ми убава песната. Прекрасно. Преубави одговори, прекрасни разговори, а нешто слично и можеби уште подобро не очекува веднаш по рекламите. Мора да направиме кратка пауза и да се освежиме со сите она кое што го имаме од нашите пријатели од Стокмак.